Това е фолклорната група Копачка од село Драмче, општина Белчево. Формирана во далечната 1948 година од најдобрите играорци од Белчинска и Црничка Маала. Од нејзиното формирање па до денес, таа останува аматерска во вистинска смисла на зборот. За време од 4 децениското постоење, освен обезбедуваниот превоз за настапите, не добиле ни еден денар за своја редовна дејност. Значи, чисто аматерска, заслужуваат аплауз. Со овој настап, групата го започнува одбележувањето на 60 годишниот јубилеј од нејзиното создавање и постоење. Полни 60 години, таа е вистински амбасадор на пијанечкиот фолклор на многу фестивалски сцени во татковината и надвор од неа. Почнувајќи од Драмче, па преку општинските и околиските смотри, до првиот југословенски фестивал во Опатија во 1951 година, каде што го освојува второто место во многу силна конкуренција на југословенско ниво. Мощни и забележителни се настапите на Илинденските денови во Битола, на Балканскиот фестивал во Охрид, меѓународната смотра на фолклорот во Загреб, југословенската смотра на аматерите во Валјево, песна за Гоце, Скопје, Гоцеви денови до 750 годишнината на градот Берлин во Германија. Зад себе има многобројни видеозаписи од учеството на повеќе проекти на македонската телевизија. Фолклорната група Копачка и нејзините членови беа посебна љубов и радост за патронот на овој фестивал, нашиот Пеце Атанасовски. Ја познаваше групата уште од нејзините први чекори. Се радуваше на нејзините успеси. Ја сакаше и како селектор ја предлагаше за учество на многу фестивали. За негова љубов и за 60 годишниот јубилеј настапува фолклорната група Копачка од село Драмче. Јас ве поканувам уште еднаш силен и топол аплауз од сите за овие вистински народни метници. Не своето досегашно вековно и библиско постоење, Македонија имала одлични играорци и ретки и даровити ороводци, кои со својата умешност ги разубавувале македонските народни ора, издигнувајќи ги до
една возвишена уметничка вредност. Имало и такви играорци кои играле до крајот на својот живот, пренесувајќи ја играта на младите генерации. Жива легенда на македонската орска народна традиција е соколото драмче, 92 годишниот Димитар Станоевски, дедо Митко од Белченска Мала. Единствен жив од првата постава на групата. Редок пример на ороводец. Од формирањето на групата во 1948 година па до ден денешен, полни 60 години, е ороводец на групата. Под неговиот знак за почеток и крај на играта, групата Копачка ги има постигнато најголемите успеси. Во животот полни 92 години, земјоделец, рибар, ловџија, мајстор, трионџија, учесник во Народно-ослободителната војна, но пред се ороводец и мошне хуман човек. Има издржано 4 операции, а на една од нив подарено бубрек на својата ќерка. Аплаузи, не молам. Кога дедо Митко игра, тој везе со своите нозе, тој чуден негов фолклорен вез. Токму тој негов играорен вез е едно убаво волшебно монистре од големиот прекрасен ѓердан од македонските народни ора. Неговиот вез допрва треба да се проучува и да се пренесува на младите. Денеска дедо Митко, изводничката ороводна крпа ќе му ја предаде на својот син, кој од денеска станува новиот ороводец со желба да го надигра и да го надживее. Да му пожелиме со аплаузи токму тоа, а дедо Митко да ни живее над 100 години, да не ги броиме. Ова не значи дека дедо Митко нема повеќе да игра. Позната е неговата изрека: и кога ќе умирам, ќе сакам да ги чујам тапаните и да ја заиграм Копачката. Победете!
Прекрасен почеток на 34-тиот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во чест на Пеце Атанасовски, нашиот најдобар гајдаджија, со кој се гордее Македонија и македонскиот народ. Тука е и неговата сопруга Цветанка Атанасовска, да ја поздравиме со топли аплаузи. Тука е и неговата ќерка Весна Атанасовска Вучич, директор на фестивалот. Продолжува традицијата, продолжуваме ние, продолжува ова прекрасна група од село Драмче, Копачка, да ни е жив и здрав, над 100, не знам колку години, меѓутоа секогаш над 100, нашиот дедо Митко. Аплаузи уште еднаш за сите нив, за нивната традиција, за нивните успеси. Следете го пред на Драмчето. Така се негува исконското, фолклорот на Македонија, така се сака Македонија. Дозволете ми